Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма Вечерва. Ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Нјукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Се организира стрет село од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Нјукастел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓов ден во Меджик паркот игралиштето со почеток во 10 сатот са бајлето. Ќе трае цел ден до касно попладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група Деспина од Сидне. Исто нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на хореографот Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. Концерт. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Нјукастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите, кралот на свирката Ферус, а со него Христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гранд Звездите. Картите се $40 по лице и за карти јавете се кај Ристо Веловски на 0414 296 910, кај Димче Андрески на 0402 523 977 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Одбраната во Тенк бара изземање на судии. Судечкиот совет во предметот Тенк го одби барањето на адвокатите на екс-премиерот Груевски за изземање на првиот човек на кривичен Иван Џолев. Тој пак го одби барањето за изземање на судии кои постапуваат во предметот на специјалното обвинителство. Преку писмено соопштение од судот објаснуваат дека, според закон, адвокатите може да поднесат вакво барање само доколку председателот на судот постапува како судија. По интервјуто на Катица Јанева, адвокатите се сомневаат и во пристрасноста на судите, но ниту по ова основа не беше прифатено нивното изземање. Екс-премиерот Груевски вели дека судот секој ден ја докажува својата политичка зависност. Доказ повеќе за судиската непрефатливост според Груевски е фактот што 3 недели поред има закажани судења секој работен ден, со што се кршат неговите основни права. И на денешното судење сведокот Ристо Ставревски, советник во кабинетот на тогашната министерка Јанкуловска, потврди дека набавката на блиндираниот Мерцедес била нужна и законска. Како пример ја посочи работната
посета на Јагуновце во 2011 година, кога тој и Јанкуловска биле нападнати од криминалната банда, а блиндирано возило го чекале повеќе од 2 сати. Со исказ на сведоци, судењето за предметот тенк продолжува и утре. Ден пред интерпелација. ВМРО ДПМН очекува да падне владата СДСМ, ќе подсетува на владењето на поранешната власт. Пратениците пред утрешното гласање за доверба на владата на Заев да се водат во интересите на државата и на граѓаните, а не од партиски интереси, повика координаторот на ВМРО ДПМН Драган Донев по повод поднесената интерпелација на опозицијската партија. Барањето е поднесено од 41 пратеник, шансите интерпелација да помине на полноќно гласање со многу мали. Сепак Донев е оптимист. Тој вели дека пратениците на ВМРО ДПМН подготвени се со факти да го докажат катастрофалното 10-месечно владење на СДСМ. Пратеничката група на СДСМ пак известно и дека ќе ги брани политичките на својата влада. Народните избраници на СДСМ ќе подсетуваат на, како што рече Тунтетев, 10-годишното криминално владење на ВМРО ДПМН, кое ја довело државата до ова дередже, наспроти 10-месечно успешно владење на СДСМ и ДУИ, за да ублажат погубените политики од претходно. Крилото на Гаши од Беса, иако се уште е опозиција, нема да ја поддржи интерпелацијата. Нивното гласање против немало врска со договорите 3 анивен влез во владата. Утрешната седница ќе почне со 30-минутно образложение на барањето за недоверба на владата од Донев. На 2 пратеник од позицијата ќе говори 1 пратеник од власта. При гласањето право на говор има и Заев. Со барањето на недоверба на владата, ВМРО ДПМН го прекинува 4-месечниот бојкот. Во четврток се очекува поддршка на опозицијската партија за законите за судови, за судскиот совет, за заштита на сведоците и за новата агенција за следење на комуникациите. Законите беа усогласени во рамките на работните групи меѓу власта и опозицијата, а се клучни и за извештајот на Европската комисија на 17 април. ВМРО ДПМН. Убиството на Реджепи како во мафијашки филм. Од ВМРО ДПМН обвинува дека Република Македонија не е безбедно место за живење. Членот на ИК Орце Ѓорѓиевски денеска на прес конференција кажа дека не поминува ниту еден месец без брутално убиство на улиците. Како што вели тој, граѓаните се исплашени и вознемирени. Убиството на Наиб Реджепи во Мала Речица во вооружената пресметка меѓу 2 групи како во цена на мафиски филм е само доказ дека власта не може да ја гарантира безбедноста на нашите граѓани. Уште потрагично е тоа што криминалците кои се пукаа на улиците и се ја загрозува безбедноста се токму дел од власта. Од каде им е оружјето на овие партиски членови и зошто МВР затајува и со превенција и со репресија, толерирајќи ги ваквите вооружени групи. Дали се ова вооружените групи кои биле подготвени да тргнат кон собранието на 27 април и да пукат во нашиот народ? Зошто Агим Хухи, ако ја имал ова информација, заедно со Оливер Спасовски, не презеле мерки за да ги елиминират и неутрализират овие 2 групи? Дали истите се оставени да делуваат и да служат за испраќање на пораки? Чувствуваат ли Спасовски и Хухију морална одговорност за изгубените животи, прашува Ѓорѓиевски. Тој вели дека одговор на овие прашања нема, затоа што неспособното раководство на МВР се крие. Медиумите информираат дека убиеното лице е дел од групата лица опфатени со законот за амнестија, со кој закон голем број на криминалци наместо во затвор се најдоа повторно на улица. Ефектот од тоа го гледаме. Убиства по улиците, разбојништа врз граѓаните и нивните домови, кражби по улиците, физички напади и исплашени граѓани. МВР молчи и крие колку криминални действија се регистрирани од изгласувањето на амнестијата до денес.
До денес МВР молчи и крие колкумина од администратите стојат токму за овие дела. МВР молчи заради тоа што мора да се прекрие цената што ја плаќаат нашите граѓани за хаулицијата на СДСМ. Нашите граѓани не се чувствуваат безбедно. Криминалот царува, а полицијата е само наблюдувач, изјави Ѓоргиевски. Тој вели дека нашата полиција не работи, уште е на слобода убиецот на младиот Мартин Јанушев, убиец на Даливер Бојку од Струга и се уште не пронајден. Помина 4 месеци, а јавноста се уште нема информација ни за убиците на Исмет Арифи, кој беше изрешетен во Чаир. Луѓе ги губат своите животи, а МВР на Оливер Спасовски ништо конкретно не презема. Недозволиво е полицијата со месеци да не може да ги пронајде сторителите. Со самото неделување и неоткривување власта испраќа јасен сигнал до сите криминалци дека слободно можат што сака да прават. Бидејќи МВР нема да ги гони, СДСМ не знае за да управува со државата. Секогаш кога СДСМ е на власт, улицата е во рацете на мафијашите. Градовите и населените места низ државата не смеат ни да се претворат во полигон за вооружена пресметка меѓу мафиските структури. Република Македонија мора да стане безбедна држава, во која сите граѓани ќе се чувствуваат сигурно и ќе се чувствуваат заштитени. Власта има обврска да ја гарантира внатрешната безбедност, СДСМ не може да ја гарантира безбедноста. Нашите граѓани заслужуваат стабилни институции и безбедностни служби кои ќе работат во нивна заштита. Нашите граѓани заслужуваат подобро, изјави Ѓоргиевски. Со песната Среќен роден ден на Габриел Горшевски му го честитаме вториот роден ден, исто му посакуваме добро здравје, голема среќа и весело детство заедно со сите најмили и најблиски. Убавите честитки од се срце се посакани од таткото Џордан, мајката Шони. Исто така желби испраќат и дедото Томе и бабата Нада Горшевски.
mnogo godini, solistom da slaviš ti. Sekoj nešto saka i se radova, da se budi srećen i slatko zaspiva. I ja sakam nešto što me radova, što me budi srećna i slatko zaspiva. I ja sakam nešto što me radova, što me budi srećna i slatko zaspiva. Mario vnuče sakano, na teta najmilo, ti si na teta sonce to što me ogreva. Mario vnuče sakano, na teta najmilo, ti si na teta sonce to što me ogreva. Nema ništo pomilo i poradosno, da si gališ ključe, da se radovaš. I ja sakam nešto što me radova, što me budi srećna i slatko zaspiva. I ja sakam nešto što me radova, što me budi srećna i slatko zaspiva. Mario vnuče sakano, na teta najmilo, ti si na teta sonce to što me ogreva. Mario vnuče sakano, na teta najmilo, ti si na teta sonce to što me ogreva. Mario vnuče sakano,
Да ги проследим уште една соопштенијата. Се организира стрецело од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Њукастел, и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден во Меджик паркот, игралиштето, со почеток во 10 сатот сабањето до касно после пладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј, Деспина. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на кореографот Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. Концерт. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Њукастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите: кралот на свирката Ферус, а со него Христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гран Звездата. Картите се $40 по лице, а за карти јавете се кај Ристо Веловски на 0414 296 910, кај Димче Андрески на 0402 523 977 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. А за повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Srceto mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Moj roden kraju, rajski dar od Boga, nazad ja se vraćam, da vidam živa roda. Moj roden kraju, rajski dar od Boga, nazad ja se vraćam, da vidam živa roda. Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Srce to mi plače, koga gledam slika, ognjište i pragot, voson od me vika. Dojdov jaz da slavam, so pesmi i ora, so društvo to pijan, da dočekam zora. Dojdov jaz da slavam, so pesmi i ora, so društvo to pijan, da dočekam zora. Srce
Ognište i pragot, voson od me vika, srce to mi plače, koga gledam slika. Ognište i pragot, voson od me vika, ognište i pragot, voson od me vika. Ženi me, mamo, ženi me, slatkale mamo, tu su matergen. Ženi me, slatkale mamo, tu su matergen. Duri me, mamo, duri me,
Стрецело. Се организира Стрецело од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Нјукастел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден во нашето игралиште Magic Паркот со почеток во 10 сатот сабањето до касно после пладне во 4 сатот. Ќе има одлична музичка група Деспина од Сидне. Исто нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови под раководство на хореографот Добре Колевски. Влезот за овој ден е бесплатен, сите сте добро дојдени. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Нјукастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите: кралот на свирката Ферус, а со него Христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гран Звездата. Картите се $40 по лице, а за карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ристо Веловски на 0414 296 910 и кај Димче Андрески на 0402 523 977. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Доста беа комши, лагите од вас, светот ја знае вистината за нас. Доста ни ја крадете нашата историја, секогаш постоела една Македонија. Душмани клети, добро знаете, Еге и Пирин, наши земји се. Душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Филип и Александар се македонски, Грујев и Питугур Јане Сандански. Сами ја изградивме првата република, Делчева и Канева, славна Македонија. Душмани клети, добро знаете, Еге и Пирин, наши земји се. Душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Срамен е денот пред 100 години, парчевте земја, браќа родини. Мора да се исправи таа тешка неправда, мора да си бидеме една Македонија.
ti dobro знаете, Еге и Пирин, наши земји се душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Каде одиш, каде шеташ, леномо ме убаво, пред мене ко птица леташ, пепелсна на срцево. Не ми бегај, не се плаши, два-три збора прозбори, барем малку твојта сенка, лице да ми погали. Лено, лено, моја ленка, расплети плетека. Ајде лено, моја ленче, раскочај лече. Скрни си малку, лено, мори, снага да одмориш. Сплети си ленче, ново венче, пушти си коланче. Време пројде, не се мажиш, никој не ти прилега. Ако сум ти личен, кажи, не ја ни да остава. Не се брзај, не се срами и пред порти застани. Барем твојта тенка сенка да ми дојде на гости. Лено, лено, моја ленка, расплети плетека. Ајде лено, моја ленче, раскочај лече. Седни си малку, лено, мори, снага да одмориш. Сплети си ленче, ново венче, пушти си коланче. Хеј, 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 хеј. Leno, leno, moja lenka, raspleti pleteka. Ajde leno, moja lenče, raskočaj leče. Sedni si malku, leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si lenče, novo venče, pušti si kolanče. Spleti si lenče, novo venče, pušti si kolanče. Почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. Со кула од играорци испратен Великден, необичен ритуал во Демиркаписко Брждево. Со необичен ритуал на правење кула од играорци секоја година се испраќа Великден во Демиркапиското село Прждево. Така беше и денеска. Се фатија мажи наоро во круг, а на нивната рамена се качија други. На тој начин брждевци или иселеници од нивното село ја прават кулата на последниот ден од великденските празници. Се вртат во круг 3 пати и се пеат стари песни од минатото на луѓето кои живееле на овие простори. Сето тоа се случува сред село во присуство на голем број жители на селото и селеници, гости од различни краеви. Бројот не е ограничен, а во ритуалот учествуваат само мажи. Најважно е, велат во Прждево, кулата да не се растури, затоа во долниот ред учествуваат покрупните мажи, а во горниот полесните, за да им рамнотежа меѓу нив и да не се растури кулата. На овој ден сред село секогаш
Има и музика со жива свирка, за да биде повесело, рече попладнево Кире Тасев од Прждево за Мија. Обичајот толку стар, ниту најстарите не паметат од кога датира ова традиција, која од дедовци се пренесува на внуци како наследство, од колено на колено. Се раскажуваат дека многу одамна во Турско, македонците во селото граделе црква, османлите во тоа време не го дозволувале тоа, па затоа неколку пати ја уривале христијанската градба уште во почетокот на градењето. Следувало барање до највисоките турски власти, кои сепак се смилувале и одобриле изградба на православен верски објект, но под услов црквата да не биде повисока од џамијата. Досетливите селани сепак се сетиле како на символичен начин барем еден ден во годината да се издигнат повисоко. Решиле тоа да биде на Великден, како најголем христијански празник, раскажа Тасев за тоа што го слушнал. Има и друга символика во целата ова работа, нагласи Тасев, кој самиот има учествувано во ваквиот великденски ритуал. Се верува дека долниот ред ја означува старата, а горниот ред е новата година, со желба да ни биде успешна и поберикетна, појасни тој. И други прждевци и луѓе кои потекнуваат оттаму потврдува дека со години наназад традиционално се испраќа Великден на ваков необичен и символичен начин. Прждевци велат дека овој обичај близу Неготино се изведува на третиот ден на великденските празнувања, вторник пред зајдисонце. Откако паметам за себе, паметам дека на ваков начин од секогаш сите заедно во селото сме го испраќале Великден. Народот се фаќаат прждевци, но и тие што се иселиле или потекнувал од тука. Од година во година се помасовно се собирале сред село, а во последно време се зголемува бројот и на оние кои дошле да уживаат во нашиот обичај и да се повеселат заедно со нас. Имаме и жива свирка, рече друг прждевец. Со традиционалниот поздрав Христос воскрсе, навистина воскрс прждевци и годинава си посака здравје, среќа и берикет. Ни рекоа дека досега ниту една година не се случило да помине Великден без неговото традиционално испраќање. Еднаш во минатото дури и селскиот поп го убедиле да се вати на орото, откако претходно наздравил за среќа и берикет со своите соселани. Шефот на грчката дипломатија Никос Косијас денеска ја започна мини балканската турнеја, а во четврток во Охрид ќе сретне со неговиот македонски колега Никола Димитров. Како што јави дописничката на Мија од Атина, патувањето на Косија засега официјално не е соопштено од грчкото МХР, но според информациите во медиумите, министерот за надвршни работи на Грција утре ќе има средби во Белград, а во четврток во Охрид, а потоа во Приштина, па што ќе се врати во Антина. Грчките медиуми коментира дека најкритичната средба од сите е она со Димитров во Охрид. Токму затоа, новинарите во Грција во извештаите акцентот го стават на новата, трета поред средба за 20 дена на шефовите на македонската и грчката дипломатија. Грчките медиуми коментираат дека разликите се исти и непроменети. Се однесуваат на ревизија на уставот на Ерга Омнес, односно опсегот на употреба на новото име, на јазикот и идентитетот, но додава дека и понатаму постои заемна волја од двете страни за постигнато барано решение. Во синоќешните централни изданија на грчките телевизии новинарите ги пренесоа ставовите на премиерот Заев во интервју за Мија, како и изјавата на Косија за германски Шпигел. Критични денови за скопското прашање со многу отворени фронтови е насловот на прилогот на грчката телевизија Sky, а новинарот ги коментира точките за кои постои поклопување на ставовите и точките за кои остануваат разликите. На средбата во Охрид двајцата министри за надвршни работи одново ќе разговарат за отворените прашања во преговорите со цел да се доближат до решение. Досега факт е дека двете страни имаат стигнато до сложено име што го содржи терминот Македонија со географска одредница.
Нешто и за здравјето. Сите го имаме дома, а не сме знаеле дека е многу здраво да го консумираме. Топлиот напиток од детството треба да продолжиме да го пиеме понатаму во животот. Една шолја топло какао ќе го подобри вашето расположение. Исто така, какаото ќе ја подобри вашата концентрација. Овој пиелок е добар за коските, но освен за нив, какаото се смета и како чувар на крвните садови. Едно истражување покажало дека со секојдневно консумирање на овој пиелок се прочистуваат крвните садови, а со тоа се спречува многу срцеви заболувања. Какаото е одговорно за транспортот на колестеролот од зидовите на артерите во црниот дроб, каде преку жолчката го исфрла надвор од телото. Научниците препорачуваат секој ден да се внесува барем по 20 грама какао за да се заштитиме од инфаркт. Сите го имаме дома, а досега не сме знаеле дека е толку многу здраво. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in